Меѓународен ден на жената, светски празник што се одбележува на секоја година на 8 март. Тој е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Токму на оваа тема ќе разговараме со председателката на Организацијата на жени од Велеса, тоа е госпоѓа Миријана Трајкова. Добро утро и добро ни дојдовте и најнапред да ви го честитам 8 март. Благодарам за поканата, што денес токму на овој ден можеме да проговориме за жените, за нивните права и докаде сме стигнати токму на она поле економското и социјалното издигнување на жената во нашето општество. Така, токму и затоа и ве поканивме токму на овој денешен ден да ни бидете гостинка во утринската програма. Ето најпрво ќе ве прашам како вашата организација на жени од Велес го одбележувате овој празник 8 март? Значи, Организација на жени традиционално по повод 8 март, значи на сам ден на 8 март не организира посебни активности. Затоа што во нашите програмски активности, значи март месец е посветен исклучиво на одржување на конференции и работилници кои се однесуваат токму на оние проблеми со кои што се соочуваат жените во текот на целата година. Значи, за нас како организација многу одамна е завршено дека тоа прашање, дека жените токму на 8 март треба да бидат излезени по рестораните и го празнуваат токму празникот на таков начин. Меѓутоа, не може да се надминат стереотипите, жените тоа го посакуваат и ние релаксирано овој ден го минеме празникот, така да утрешниот ден ќе имаме една конференција токму на она економско јакнење на жените и се надеваме дека ќе имаат можности да слушнат нешто каква е состојбата во нашата република пошироко во светот со учеството на жените во сите сфери на општественото живење. Така. Што е вашето мислење? Потребно ли е да се работи на родовите прашања во текот на целата година, а не токму на овој ден 8 март? Значи, сите сме фокусирани само на 8 март да го кажеме нашето мислење околу родовата еднаквост, економската сила на жените и така натаму, успешноста и рамноправноста. Дали мислите дека во текот на целата година треба да имаме некакви активности со цел да се подигне свеста на луѓето во земјава? Значи, Организација на жени работи по своја програма. Така. Нејзина мисија е унапредување на женските права како човекови права, развој и мир. Значи, во текот на целата година ние имаме активности. Веќе трета година поред Организација на жени има делегирано надлежности од градоначалникот на општина Велес, господин Славчо Чадиев, и Советот на општина Велес, заедно со Комисијата за еднакви можности при Советот на општина Велес да реализира програмата по оперативниот план на оваа комисија. Значи, она програма што е предвидена во општината. Така да, ние континуирано во текот на целата година имаме можности да работиме токму на женските прашања од разни сфери, економско јакнење на жената, потоа работиме со жените од бизнис секторот, континуирано низ целата година работиме на семејното насилство, имаме одлична соработка со институциите, Канцеларијата за бесплатна помош, значи функционира веќе 5 години во нашиот град. Наша членка дава бесплатна правна помош, тука имаме комплетно екипа која што работи со жените жртвите од семејно насилство и така натаму. Значи, работиме на сите полиња, таму кај што ние сметаме дека можеме да помогнеме на жените. Така. Родовата еднаквост е загарантирана сустав, но дали тоа се применува во пракса? Што мислите ви? Значи, во изминатите години, значи 20 на години, веќе работиме токму на женското прашање и ние како Организација на жени. Значи, кога би се навратиле наназад, Организација на жени прва иницираше да се отвори канцеларија во општината токму по родовите прашања. Тоа беше финансирано од ДОПСЕ и првата комисија за еднакви можности беше отворена во општина Велес.
Значи, работевме и бевме пример за останатите градови. Потоа, со закон беа обврзани, значи сите при советите на општина Белес во тие комисии да се формираат и вакви комисии. Потоа, македонското женско лоби, значи на политичкото јакнење на жената, значи ние работиме уназад 20 на години. Имаме доста постигнато. Значи, кога зборуваме за колкаво е учеството на жените во политиката, јас искрено, лично, не се сложувам за квоти. Меѓутоа, поаѓајќи од фактот дека покрај мажите и нивната доминација, жените не можат да го покажат она што го поседуваат и она што можат да го сторат за доброто на сите во државата. Значи, ние моравме да појдеме и од таа гледна точка да се бориме со квоти 20-30% и така натаму и така натаму. Значи, можеме да кажеме дека со оние проекти кои што беа финансирани од УСАИД, значи одевме со жените тоа можат 1, 2, 3, се додека не обучивме една добра, да речам, група од жени кои што можеа да се понесат со политиката, уствари они го одбра тој пат. И мене ми е драго што имаме доста жени успешни, имаме такви жени од нашиот град, имавме жена парламентарка, 2 имавме нели во минатите состави, да речеме, на парламентот жени. Марија Јорданова беше првата жена која беше, докторката Марија Јорданова беше првата жена парламентарка, она доста допринесе за женското движење, беше исто така и председателка на жените на Унијата на жени, со кои што без разлика дали тоа се жени од политички партии, организацијата на жени е секогаш отворена за соработка со сите жени од сите политички партии. Затоа што ние сме невладина организација и сакаме да подадеме рака на соработка со сите жени без разлика кој од која политичка партија доаѓа. И секогаш сме биле пример затоа што на една иста маса сме седнувале жените од различити политички партии и од невладин сектор и заеднички сме решавале одредени прашања по кои што нели во моментот требало да се донесат некои така по-значителни одлуки. Така, јас тука би додала дека покрај оние жени кои што се успешни во политиката, доста имаме во нашиот град, барем и во бизнис секторот, што жени успешни би ги наракла, така да имаме веќе од сите полиња жени успешни ќе ги наречеме. Колку денеска жената е лидер во општеството? Значи, денес, да, имаме жени лидерки и се гордееме со тоа, затоа што знаеме дека жените се многу амбициозни, исполнителни и одговорни. Затоа што сега мажите ги ни се налутат малце за разговоров. Не би требало да се налутат, меѓутоа во политиката секогаш жените на некој начин, јас не би рекла дека се повлекуваат, меѓутоа машката популација доминира таму. Меѓутоа во останатите општествени сфери жените се докажале и покажале дека можат да се носат со тие високи функции и да придонесат за развојот во општеството. Така, знаеме дека во последниве години жените активно се вклучени во полето на бизнисот, кажавме и претходно. За тоа говори успешниот број на жени успешни предприемачи. На што се должи ова? Што мислите ви? Значи, ние подолг период работиме на економското јакнење на жените. Сме имале можности преку одредени проекти преку нели донатори да овозможиме неповратни средства за жени кои би започнале свој сопствен бизнис. Значи, тоа сме го направили пред 10 години, кога сме почувствувале дека има можности за такво нешто. Колку овие проекти се успешни? Што вели вашето искуство? Вака сега, значи, ова се случи пред 6 години, кога течеше тој проект, имаше 10 наши сограѓанки, кои што млади девојки, кои што започнаа свој сопствен бизнис, од тие 50%, значи останаа 5 уште и после толку години функционираат со нивните фирми. Меѓутоа, умеѓувреме некои нели ги затвараат, меѓутоа
Тоа е тоа, успешноста на жените. Знаеш, секој во самиот почеток смета дека многу нешто може да допринесе, меѓутоа условите понекогаш налагаат и работите да тргнат и по некој друг тек, меѓутоа ние сме секогаш тука да им помогнеме. Минатата година, значи имаме доста успешни жени во нашиот град, минатата година значи Сдруженијето на бизнес жени на Република Македонија изготвува стратегија за бизнес жените во Македонија. Така. И бевме опфатени и Велес како град. Значи ние земавме таа обврска 50 жени да анкетираме во нашиот град од бизнес секторот што има своји фирми, да ги видиме нивните потреби, да комплетно значи се направи една анализа која се спроведе со жените од бизнес секторот на Република Македонија. Ние направивме една солидна група, потоа доаѓа од Скопје, од ова здружение, воспоставуваат контакти и продолжуваат со понатамошна соработка. И мене ми е драго ако они тоа што го има планирано како стратегија да го подготват и со тоа да истапат со нивните барања, да оваа година го реализира, затоа што сепак тоа ќе биде успех за сите жени. Така. Ете, кажавме околу успешните жени, но госпоѓа Трајкова, јас би сакала да го искористиме вашето присуство денеска и да позборуваме на самиот почеток. Кажавте нешто дека работите на проекти околу, знаеме добро дека жената е жртва, неголема жртва на семејното насилство, дури до 70% од жените веќе страдаат од овој проблем. Како вие како организација на жени во Велес, конкретно за нашиот град, се справувате со овој проблем? Како им помагате? Значи, во склоп на организација на жени имаме отворено канцеларија за бесплатна правна помош, која веќе функционира неколку години. Так. Во почетокот канцеларијата беше финансирана од New Woman, меѓутоа по завршувањето на проектот ние трошоците околу таа канцеларија ги покрива општина Велес преку оперативниот план, преку други наши проекти со кои што аплицираме до општината и навистина и на овој ден би сакала да изразам нашата благодарност кон општина Велес која ги поддржува во секој момент нашите активности. Так. Значи, канцеларијата дава бесплатна правна помош, ги советува, значи ние работиме во границите на она што е дозволено како невладин сектор да го правиме, да ги упатиме до институциите, да им помогнеме. Адвокатката тоа што треба да подготви, ако веќе они го направиле последниот чекор, за да веќе дојде до она последна фаза непосакувана до разводи. Меѓутоа, тука се институциите со кои што имаме одлична соработка, тука е полицијата, тука е секторот за семејно насилство при МВР Велес, СВР Велес. Тука е Центарот за социјална работа, така да заеднички, искоординирано, затоа што ги имаме телефоните меѓу себе, се упатуваат жртвите. Последен случај имавме од Лозово, жена која се јави на нашиот број и побара помош. Иако она не припагаше во нашата општина, ние се поврзавме со нашите колешки од Свети Николе, ја упативме жената таму, така да секогаш сме спремни во секое време на тие жени да им помогнеме. Така, тука е битна и соработката помеѓу институциите и секако помеѓу другите организации на жени од околните градови во нашиот регион. Организирате и едукативни трибини. Колку мажите ги вклучувате во трибините кои што ги организирате вие како организација на жени? Значи ние сме отворени за соработка со сите. Так. Дали е тоа Сдружение на пензионери, дали се тоа други невладини организации кои што ние имаме доста јак невладен сектор во нашиот град и соработуваме едни со други. Значи на тие работилници, на тие едукативни средби ги покануваме и останатите. Праксата до сега покажала дека многу малку мажите се заинтересирани да присуствуваат на такви наши настани. Меѓутоа присуството на жените е секогаш навистина на едно високо ниво.
Одлично. Сега ќе ја промениме малку темата околу вашите активности и неактивности. Јас тука би го споменала со оглед на тоа дека при крајот на месецов, поточно на другиот месец, веќе се ближат великденските празници. Организацијата на жени од Велес секогаш се вклучува во оваа манифестација. Дали ова година се припремате за нешто такво? Да, во многу манифестации Организација на жени е партнер на општината за реализирање токму на вакви и некои хуманитарни настани, одбележување на традиционално наши празници. Минатиот месец по повод Свети Трипун, празникот, бевме поканети во Демир Капија по втор пат оваа година. Организација на жени ја представуваше општината. На наше огромно задоволство, Организацијата на жени го доби првото место со гемиџиската маса, традиционална македонска трпеза, значи одеше велешката гемиџиска маса и со едно навистина огромно задоволство жените се потрудија и секогаш они се трудат да покажат она што знаат и умеат и бевме први на таа манифестација. Следната недела, значи 18-19, по покана на општина Пробиштип, таму секоја година се одржува зелникот на баба, поддржани од општина Велес. Ние го даваме и тука својот допринос. Ова година веќе имаат и некоја видоизменета програма на која ќе има и некое такмичење каде жените на лице место ќе сукаат, ќе бидат ден предходно присутни во Пробиштип. Така да заедно со општината повторно ќе ја представуваме нашата општина и во Пробиштип на 18 и 19. Тоа е март, а потоа следуваат великденските празници, на великденското јајце обавезно нашето присуство е. А покрај тоа што ние таа манифестација правиме, се приклучуваме кон организирањето на нашата општина. Ние традиционално секоја година ги одбележуваме великденските празници, меѓутоа на третиот ден на Великден, значи оној ден пред одењето на манастирот, со епархијата по Вардарски имаме одлична соработка. Значи, божичните и великденските празници Организација на жени секогаш ги организира и ги одбележува традиционално така како што ги одбележуваме во нашите домови. Значи, тоа го правиме за Бадникот, тоа го правиме за Великденот со убави великденски јајца, убави пармаци, тоа е нашето традиционално одбележје. Да се оди кај кумовите и кај постарите, така ги учиме и младите генерации да не губаат традицијата, затоа што тоа е нашето најголемо богатство. Така, ги споменавте неколку идни активности, но еве да кажеме малце на пошироко, какви се настани ве очекуваат во наредниве неколку месеци, за да не споменеме за далечна иднина, сепак поблиска иднина, што ве очекува вас како Организација на жени од Велес? Значи, освен овие настани кои што ги споменавте. Тоа се веќе традиционални, тоа се настани кои што не релаксираат. Убаво е да ги организираме, тоа е така, оние жени кои што умеат тоа да го подготват, го прават со сета своја љубов и сакаат да покажат она што знаат и умеат. Исто така, она го пропуштивме што во мај месец, традиционално нашата вешта жена од градот го представува нашиот град на републичка манифестација. Други активности кои што нас ни престојат, значи во текот на целата година, значи во самиот почеток на емисијава, јас спомнав дека веќе е потпишан анекс договорот со општина за реализирање на оперативниот план. Таму имаме во сите сфери на општественото живење организирање на многу настани. Од политичкото, од економското, од здравствена едукација и така натаму и така натаму. Значи цела програма која што ние ќе треба до крајот на годината да ја реализираме. Покрај таа програма што ја реализираме заедно со комисијата при Советот на општина Велес, значи ние имаме до општината аплицирано со 3 наши проекти кои што се одобрени. Првиот проект ни е еднакви можности за сите. Тој проект веќе ние сме започнати со подготовки, затоа што сметајќи дека локалните избори ќе бидат во тој термин кога веќе и се очекуваше, нели? Така. Меѓутоа тоа не значи дека ние ќе
ќе застанеме со таа работа, започнуваме со организирање на средби со жени од политичките партии. Значи, нашата поента со тој проект е да ги поттикнеме жените во своите политички партии да се изборат за што повеќе жени да се најдат на листите за советници. Значи, веќе тука имаме еден нов состав кој што треба да дојде, па потоа би се следеле обуки, што е потребно нивно, нели, ојачување, разни обуки и семинари и така натаму. Што значи пред нас во текот на целата година има доста активности и се надевам дека ќе бидат сите реализирани како и досега. Така, верувам дека сите наши гледачи ќе бидат и известени за сите оние активности кои што ќе ги имате вие како организација на жени во нашиот град. Господја Мирјана, мене ми останува да ви се заблагодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од нашата утринска програма, празнична програма денеска за 8 март. Ви посакувам успешна работа понатаму и се надевам дека повторно ќе ни дојдете во нашата студија да ни кажете што ново се случува во вашата организација. Така, ви благодарам и на вас, нели, за поканата. Денес еве што токму на овој ден ја имам таа можност да кажам што се направило за жените и за женското движење во Република Македонија, дека ние продолжуваме со напорите да нашите квалитетни жени секогаш допринесат во сите сфери, таму каде што можат, и би ја искористила оваа прилика, нели, на сите жени да им го честитам празникот 8 март, без разлика дали тие денес одлучиле да бидат во ресторани да се дружат или во кругот на своето семејство, во кругот на пријателите. Меѓутоа на сите им посакувам многу среќа, многу здравје и заеднички да помогнеме во ова наша, нели, држава, да женските права бидат секогаш испочитувани за тоа што и тоа се човекови права.